Излеговме моментално со лични работи, некои работи на месо, меѓутоа горе се останатите другите работи и чекаме да ги изнесат, бидејќи ние не мислевме да ги изнесеме затоа што сме присилно иселени. А сведоци сте денеска, дојдовте и еве сведоци сте на намерата на Живко Митревски да човекот кој комотно седи во својата фотелја на 10-ти кат, со обезбедувањето околу него, не знам зошто се плаши, од кого се плаши, да чекор по чекор го ослабнува Сојузот на синдикатите. Покрај тоа, тој ја користи и својата функција за да директно врши атак врз автономноста на гранковите синдикати во Сојузот. Кратка ќе бидам и ќе ви кажам, ова што се случува со нас, брзо ќе се случи утре и со друг синдикат, затоа што ова не е од вчера или од пред неколку дена. Ова се провлекува од денот кога тој дојде за председател во Сојузот. Значи, месо му пречеше и најде начин како месо да го исклучи. Начин кој не е легитимен, со одлука која не е легитимна. Поточно, месо беше пратен во мирување, колку што знае јавноста, некој од нив, нели, уште во декември 2014 година, со исто така нелегитимна одлука донесена под точка разно и со голема пласирана лага и невистина дека месо не е пререгистриран синдикат. Ние поднесовме приговори и до председателство и до совет, каде што ги дадовме документите, ги кажавме дека тоа е лага, дека месо меѓу првите пререгистриран, но тој не најде за згодно. Значи, на ниедна седница дека остае на дневен ред нашиот приговор. Видовме и зошто. Го убрза Конгресот, си ја направи математиката, месо да не учествува на Конгресот, не броеше во тие 18 синдикати, каде што требаше да се носат одлуки или нешто, месо беше во мирување и така тој успеа точно со бројката од одредена, нели, од таму од синдикати, да го елиминира својот против кандидат и да го направи Конгресот и да каже дека е едногласно избран. Околу легитимноста на Конгресот ние и понатаму ќе потегнеме, нели, ќе го тоа прашање отвориме, а понатаму сега на последната седница, значи на Советот на ССМ, не ставено на точка на дневен ред, значи точката каде што се расправало, кратко, мислам, тој расправал за месо, е точката за избор на подпредседатели. И тој тука кога ги избирале подпредседателите, нели, напоменал нешто за месо, кажал нешто за месо и као ајде, барем нашите информации што ни се дадени и според записникот, се гласа за таа точка. Значи не се гласало посебно за одлука за исклучување. Имаме информации и дојавувања дека членови кои биле присутни од советниците, од Советот на ССМ, се изјаснија дека поима нема дека се гласало за исклучување на месо. Значи, на еден, сметаме дека тоа е многу донесена нелегитимна одлука. И што е најбитно? Ние поима немавме, не бевме известени, добивме писмо од службите овде дека треба за 3 дена да се иселиме, ако не е доброволно, присилно. А немаме одлука зошто да се иселиме. И на нашето реагирање писмено ни беше доставена одлуката. И јас пак ќе бидам кратка, затоа што е битно образложението на одлуката. Многу е побитно како е донесена. Но, вели дека меѓу другото месо се исклучува затоа што не го почитува статутот на ССМ, поточно месо се исклучува затоа што не доставило списоци за докажување на репрезентативност на Сојузот, што не е точно. Списоците, фотокопите ги имаме со печати, не е точно. Друго, вели дека месо причина за исклучување е што месо подпишувало меморандуми со други синдикати, што значи и Сојузот подпишуваше меморандуми и со КСС и со УНСМ. Месо учествувало на протести, зборувало против, секретарот на месо зборувал против Живко Митревски, против Сојузот, што не е точно. Ние секогаш зборуваме против политиката на Живко Митревски, затоа што политиката што Живко Митревски досега ја води, доведе до губење на довербата кон синдикатот од страна на работниците.
И ние сега, што е уште пострашно, во одлуката стои правна полка. Синдикатот кој е исклучен од ССМ во рок од 1 месец од приемот на одлуката може да поднесе барање до Советот за преиспитување на одлуката. А тој ни носи наредба да се иселиме за 3 дена. Ве молам, ви дава време за приговор, нели? А ве тера да се иселите и ве иселува присилно. Што сепак постапката уште трае и мислам дека нема никаква правна основа. Ние ќе поднесеме во дадениот рок за обжалување, писмено за обжалување на одлуката до Советот на ССМ, но ќе поднесеме и приговор до председателството на ССМ, бидејќи ни една седница претходно пред овој совет не е разговарано за исклучување на нашиот синдикат. Со нашиот приговор јас се надевам дека свеста кај другите колеги председателите на гранкови синдикати малку ќе ја разбудиме да му стават крај на ова негово вакво однесување. Како ќе се одвиваат понатаму работите, ќе ве известиме, но нема да останеме на ова. Нека не се надева дека МЕСО нема да продолжи понатаму да делува. Уште посилно ќе делуваме, но ќе делуваме секогаш ќе бидеме, уствари, без разлика која партија ќе биде на власт. Ние секогаш ќе бидеме на страната на обесправените, на страната на работниците кои си ги бараат своите права. Нема да водиме политика дали сме или не сме за нека. МЕСО е казнет е дека сака да ги штити работничките права на вработените во образованието. А тоа очигледно на Живко Митревски не му се допаѓа. Казнет е, бидејќи како и него, секогаш кога владата ќе излезе со некое кратење на работничките права, не излегуваме ние како него да го пофалиме тоа. Помеѓу вработените во образованието, очигледно постои незадоволство и подготвеност за борба. И синдикалните бирократи, и на СОМ, и на ССМ се трудат во корен да го сечат тој обид да се изборат вработените во образованието за своите права. Ова што ни го направи Живко Митревски нема да не спречи и понатаму да се бориме за правата на вработените и исто така ќе му кажеме. Сакаме да му порачам дека тоа што тој сака нас да ни наштети е најдобар доказ дека ние сме на вистинскиот пат и за тоа ќе речам фала ти Живко.